97,3, на 98,9 и на 93,3 Македонско радио. Чувари на здравието. 11 часот, неполни 14 минути, почитувани слушатели. И како што најавивме пред малку, првата наша тема за разговор ќе биде одбележувањето на 28 април, светскиот ден на заштита при работа и здравје. Наша и ваша гостинка во студиово е Андријана Зафировска, лице за односи со јавност на Македонското здружение за заштита при работа. Андријана, добар ден, добре ни дојдовте во студиово. Добре ве најдов и најпрво би сакала да ги поздравам слушателите на Македонското радио. Имаме интересна тема за разговор, одбележување на светски ден за заштита при работа и здравје. Но во почетокот на нашиот разговор најнапред да не запознаете со вашето здружение. Зошто се здруживте, кои се целите на вашето здружение и со кои активности се стремите кон зацртаните цели? Така, Македонското здружение за заштита при работа е прва професионална невладина организација која 50 на години наназад делува во областа на безбедноста и здравје при работа. Од 2008 година е единствен ЦИС колаборативен центар, од 2011 година фокал поинт на Европската агенција за безбедност и здравје при работа, член на ЕНЕТОШ мрежата, како и на Балканош. Во рамки на својата програма, нашата организација спроведува голем број на тематски обуки, при што од 2015 година со одлука на Министерството за труд и социјална политика е и овластена организација за спроведување на стручно усовршување и континуирана едукација на стручните кадри за заштита при работа во Македонија. Нашите цели, така, работиме постојано на подигнување на јавната свест, подигнување на стручните капацитети на кадрите кои што влијаат во оваа област, истовремено за да се спречат, односно да се намалат повредите на работното место и на тој начин да се креира една безбедна и здрава работна средина прилагодена на човекот. Овие наши цели се трудиме да ги постигнеме колку што е возможно во оние рамки, преку организирање на обуки, како што напоменав, преку организирање и спроведување на конференции, како во Македонија, така и на Балканот. Минатата година ја одржавме втората меѓународна конференција Балканош, која што се одржа во Словенија, а оваа година веќе е предвидена во Црна Гора. Ја одбележивме Европската недела, односно секоја година ја одбележуваме Европската недела, која што е во октомври. Го одбележуваме Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Едноставно, континуирано работиме за унапредување на безбедноста и здравјето при работа кај сите заинтересирани страни. Рековме дека 28 април е Светски ден за безбедност и здравје на работа. Се одбележува секоја година. Како годинава, со кои активности годинава го одбележавте овој ден? Имавте повеќе, имавте тркалезни маси, но поконкретно вие. Така, би сакала само да направам еден краток осврт што во суштина значи 28 април. Имено Меѓународната организација на трудот од 2003 година го назначи овој ден да биде Светски ден за безбедност и здравје при работа. Во пресрет на 1 мај. Така, да. Некако, нели? Така, од 1996 година, пак на иницијатива на синдикалните организации, овој ден е како комеморативен ден во чест на загинатите работници кои што загинале како резултат на повреда или пак како професионално заболување. Меѓународната организација на труд секоја година на 28 април започнува кампања која што трае во текот на целата година. Тема на овогодинишната кампања е оптимизација на собирањето и употреба на податоци за безбедност и здравје при работа. Македонското здружение за заштита при работа, како единствен ЦИС колаборативен центар, се приклучи кон оваа кампања со превод на брошури, на промотивни материјали, дистрибуција на истите и понатака во текот на целата година ќе работи на оваа кампања. Како се одбележа, ме прашавте? Како се одбележа? Така, најпрво со почеток во 9:30 часот на плоштадот Македонија го одбележавме денот на символичен начин со фрлање на балони кон височините во чест на загинатите и повредените работници.
Символиката во тоа што како што балоните одат во височините и никогаш повторно не се враќаат, така и со човечкиот живот. Потоа, со почеток во 11 часот, беше организирана тркалезна маса во организација на Националниот совет за безбедност и здравје при работа, со поддршка на локалната канцеларија на Меѓународната организација на трудот. Кој учествуваше во работата? Кои беа учесници? Државни институции, синдикални представници, организација на работодавачи, социјални партнери и сите заинтересирани во оваа област. Се дискутираше, се говореше токму на темата на овогодинешната кампања. Се надеваме дека заклучоците кои произлегуваат оваа тркалезна маса ќе бидат како една основа за создавање на соодветен и транспарентен систем за евиденција за несреќи при работа за безбедност и здравје во оваа област. Да. Што велат податоците за изминатата година во однос на повредите на работното место и во однос на оние професионални заболувања? Кои се најчестите повреди и во кои области? Така, пред да ги соопштам извештајот кој што го работи Македонското здружение за заштита при работа, би сакала да напоменам дека извештајот е неофицијален. Извори користиме од печатените, од дневните весници, а пред изработка на самиот извештај ги повикуваме државните институции со нивни официјални податоци кои што се содржани во самиот извештај. Соработувате со Институтот за јавно здравје во овој контекст? Така, да, и тие немаат доставена информација, истите се приложени во извештајот. Така, значи и нивните податоци се тука вметнати. Така, да. Извештајот е достапен на нашата веб страна и слободно може да го погледнат. Податоците кои што ние ги класифицираме, ги работиме според Европска статистичка методологија, и таа сама по себе наметнува тоа да биде според пол, дејност, ден, град, месец и така натаму. Според извештајот за 2016 година кој што го спроведовме, можам да кажам за жал дека во Македонија се гине на работните места, односно се имат случајно 94 повреди на работното место и 19 смртни случаи. Сепак утешително можам да кажам, ако може воопшто така да се каже, дека тенденцијата во однос на изминатата година, односно 2015, се намалува. Сега на 100.000 вработени загинуваат од 2 до 3 вработени, кој што сепак исто е поразителен факт. Во однос на дејноста, каде што најмногу се случуваат несреќите, тоа е во јавната управа, задолжително и социјално осигурување. Ако се земе во предвид нели бегалската криза во Гевгелија градот, каде што најмногу се имаат случајно несреќи, но меѓутоа веројатно поради тоа што државната администрација некако е најревностна во пријавувањето на повредите. Потоа, како изминатата година, останува домакинствата, оние кои што не се во најголем дел пријавени. Најчесто слушате, односно гледате на вести како земјоделец се повредил со трактор или пак извршувајќи својата работа. И потоа, како и секоја година, тука е градежништвото. Доколку станува збор за месец, пак како изминатата година, најчесто се случува во почетокот на пролетните и на летните месеци. Секогаш е тоа така во извештаите? Во принцип, генерално, да. Веројатно тоа е поради високите температури, поради излегувањето надвор, земјоделските работи. Така, намалено внимание можеби од тие причини при завршување на својата дејност и така натаму. Можеби и летниот период тука за градежниците, тој можеби. Така, да. Нашата статистика говори за тоа. Ви сакала да споменам дека од оваа година започнуваме со објави на квартален извештај за несреќи при работа, со цел континуирано да се работи на слабостите, да се превземаат конкретни мерки за да се допрат нели до сите оние заинтересирани страни кои што ги спомнав неколку пати. Тенденцијата, за жал, за првиот квартал за 2017 година во однос на 2016 е тука некаде тенденцијата говори дека во 2017 година во првиот квартал се имаат случајно 24 несреќи при работа, а исто така и во првиот квартал од 2016 говори истата. Истата бројка.
Така. И сега не би сакала ова само да е обична Половата структура статистика. каква е? Најчесто кај мажите. Кај мажите е почеста. Најчесто, да. Жените многу малку има повреди или пак смртни случаи на работното место. Би сакала да се навратам на тоа дека ние не го правиме ова само да кажуваме статистики, бројки, туку едноставно... Има зошто го правите. Така, да, во градење на одна превентивна култура, би сакале да поттикнеме, барем кај неколкумина, тогаш сме ја постигнале својата цел, да се работи постојано и да се говори отворено на оваа тема, затоа што за човечки живот се работи. Да. И треба да се работи и на превентивата и подобрување на условите на работниците. Сите генерално, нели? Така, во секој случај. Да. Кои се најризичните професии пак во однос на здравието на вработените? Кои се тие најризични професии што може да го нарушат здравието? Не мора само физички повреди, нели? Ментални и други. Така, пред да одговарам на прашањето, би сакала да кажам ете една дефиниција според Европската статистика за професионални болести. Што се подразбира под професионална болест? Значи, тоа се болести кои што настануваат како последица на специфично и исклучиво влијание на условите на работната средина врз здравието на професионалните изложени работници. Значи, за една болест да биде призната за професионална, не е доволно само да биде утврдена незината поврзаност со присуство на професионалните штетни агенции на работното место, туку истата треба да биде внесена во листата на професионални болести која е утврдена со националното законодавство. Така. Анализата покажува дека секоја минута поради повреда на работа или професионална болест умираат 4 работници во светски рамки, што представува вкупно 2,2 милиони регистрирани смртни случаи годишно во светот. За жал, во поглед на ова прашање, Македонија некако е во мрак, во смисол затоа што веројатно професионалното заболување е тешка мерилива категорија и ние во нашите извештаи за жал се уште немаме регистрирано професионално заболување, туку ги регистрираме само оние повреди и смртни случаи. Исто така говори фактот и тоа што Институтот за јавно здравје согласно извештајот кој е јавно достапен на нивната страна, говори на фактот дека до Институтот за јавно здравје нема доставена ниту една индивидуална пријава од страна на докторите, специјалисти по медицина на трудот или останатите доктори кои учествувале во нивната дијагноза и терапија. Така што можеме генерално да зборуваме, меѓутоа статистика и факти се уште не постојат, немаме соодветен транспарентен регистар и токму веројатно е поттикната и темата на централната кампања за оваа година Меѓународната организација на трудот. Се надевам дека во иднина ќе имаме податоци за ова прашање. Да. Значењето на систематските прегледи. Токму во контекст нели на превенција на заболувањето. Колку се тие значени? Така, систематските прегледи во секој случај се значени за унапредување на здравието и зачување на работната способност со цел постојано да се следи состојбата на работниците, нивната здравствена состојба и во таа смисла работата да се прилагоди во односно нивното здравје. Иако главна цел на медицината е да ги лекува болестите, сепак во основа се стрема и тие да се спречат. Понекогаш болестите навистина е невозможно да се избегнат, но многу е битно навреме да се откријат и успешно да се излекуваат. Затоа непроценливо значење се превентивните здравствени систематски прегледи. Покрај тоа што ова уврска е наметната законска за работодавачите, сепак покрај она генерална цел за чување на здравјето на работниците, со тоа работниците, односно работодавачите, ќе профитираат од превентивен аспект, избегнувајќи несакани боледувања на вработените кои би го компрометирале нивниот работен процес и бизнис. Тука повеќе страни се опфатени во секој случај. И секако неизбежното прашање стресот на работното место. Дали вие го разгледувате во вашите анализи влијанието на стресот врз здравието на луѓето при работа? Така, стресот е повторно во она професионална боледување, кој што е тешко мерливо, за кој што не постоje статистика и податоци.
Меѓутоа, во секој случај го опфаќаме со сите оние наши обуки, дебати, конференции, кампањи, се со цел да се влијае, односно да се разбере причините кои што доведуваат до стресот на одредено работно место. На одредено работно место, така во ова време на бурен живот, каде што нели секој се трудиме да го патиме брзиот ритам на живење со брзи закажани состаноци или пак во некој од тие, стресот е навистина една болест која што можам да кажам тивко не демне. За ова можеби посоодветно би било медицинско лице, односно докторите по медицина на трудот, меѓутоа сакам да напоменам дека и на нашите обуки кои што редовно континуирано ги го имате ставено. Така, да, и во годишната програма на обуки и постојано комуницираме со докторите по медицина на трудот, се со цел запознавање и спречување на оваа болест која што зазема се поголем замах, за жал. Има ли вашето здружение партнерски односи со институциите кои што се поврзани за заштита на работниците на нивните работни места? И каква ви е таа комуникација? Дали вие сугерирате некакви можни решенија како тие од таа страна ве прифаќаат? Така, често соработуваме за тоа што повторно ќе кажам за човечки живот се работи. И во оние обуки кои што ги споменувам, секако се повикувани како консултанти, како пренесувачи на нивното знаење на стручните кадри за безбедност при работа. Од друга страна, и во оние извештаи ги споменуваме и нив за континуирано да се работи на слабостите во овој систем. Меѓутоа би сакала да споменам дека покрај државните институции соработуваме и со други партнерски организации од регионот кои што ни помагаат во остварување на нашата цел. Го споменав на почетокот Балканош мрежата, тоа е мрежа на непрофитни невладини организации кои што делуваме на ист начин во рамките на Балканот. Државните институции, стручните лица секогаш се повикувани на нашите кроз секторски состаноци, на нашите дебати. Јавно говориме за проблемите, имаме предлози за измени на законодавната регулатива и можам да кажам дека полека 10 години всушност годинава навршуваат од Законот за безбедност и здравје при работа, но меѓутоа има некое значително подобрување и поместување од онаа линија. Позитивна насока. Да, во секој случај претходно некако безбедност и здравје при работа се доживуваше како ХТЗ и тоа беше познавањето на граѓаните, сега некако тоа се менува. Се менува и свеста. Сега онака како што треба да биде. Треба уште што да се работи на оваа тема, меѓутоа сметам дека оди во нагорна линија некоја. Да. Следни ваши активности? Така, постојано се подготвуваме, значи како што споменав, третата меѓународна конференција веќе се подготвува, одбележува. Темата се уште не е утврдена, меѓутоа наскоро ќе биде објавена и ќе може и сите оние што ќе бидат заинтересирани нели да присуствуваат на истата. Ќе имаме обуки кои што се согласно годишната програма, тематски работилници, исто така учествувам, односно ние ги нарекуваме тие интервјуа, но меѓутоа тоа се можеби разговори, јас повеќе би ги рекла со стручни лица, со лица кои што влијаат во безбедноста и здравје при работа и на тој начин некако се обидуваме постојано да допреме до пошироката јавност. Да. Еве и ова е еден начин да допреме сите заедно до пошироката јавност. Благодарам за гостувањето во нашево студио и се надевам на повторна средба. Благодарам и вам.